Власта свесно по Преспанскиот договор нереално проблемот со Грција го представи како единствен на патот кон Европската Унија и ги втурна граѓаните во референдумски процес. При тоа отворените прашања со Бугарија ги стави комплетно во втор план, иако времето покажа дека во проблемите со источниот сосед се крие ново условување. Вака дел од аналитичарите и универзитетски професори гледаат на работата на владата во односите со соседите и фактот дека и по решавањето на спорот за името се соочуваме со блокада. Жидас Даскаловски од Центарот за истражување и креирање политики истакнува дека владата свесно водела политика дека решавањето со Грција ширумни ги отвара вратите кон Брисел, но и дека немала визија за она што може да се случува во иднина. Видовме во рамките на таа кампања за да се излезе да се гласа на референдумот и апсолутни невистини. Видовме билборди дека членството на ЕО носи бесплатно здравствено осигурување, бесплатно здравство за граѓаните на Република Македонија. Значи свесно намерно лажење на граѓаните да излезат на референдум со нејасна иднина. Значи не е ни Бугарија единственото што може во иднина да има некакви барања кои што се далеку од нормалниот тек на околности и на владење на правото. Според Даскаловски, времето покажало дека се работи за лажен референдум. Имајќи ги предвид ставовите на мнозинството граѓани, тој истакнува дека неумесно било формулирано и референдумското прашање. Дали сте за членство во Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Тој референдум беше лажен, имаше две прашања во едно. Нормално дека сите граѓани се за евроинтеграција, а мнозинството, убедливо мнозинство се против промена на името или против идентитетски промени во случајот на Бугарија, така што не беше тоа добро референдумско прашање. На 2 годишнината од Преспанскиот договор, премиерот Заев на неговиот фејсбук напиша: "Вредеше затоа што Преспанскиот договор не донесе чекор поблиску до Европската Унија и конечно ги отворивме вратите за нашата ЕУ интеграција. По 15 години чекање почнуваме преговори за членство со Европската Унија. Сепак реалноста е дека сме пред бугарско вето, за кое и премиерот смета дека е извесно."